И 8 децении по победата над фашизмот историјата се повторува. Македонските историчари на денешната конференција 80 години од победата на нациофашизмот предупредуваат дека лекциите од Втората светска војна не се научени. Денес, во период на политички притисоци од соседна земја за уставни измени и ревизија на историјата и идентитетот, е поважно од кога било да се заштити автономијата и суверенитетот на државата. За историчарот Тодорче Преганов, борбата на македонскиот народ во народно-ослободителната војна била со јасни цели: борба за ослободување на Македонија и создавање на македонска држава. Целокупната работа околу народно-ослободителната борба изведува комунистите. Тие беа организатори и ја водеа борбата против нацифашизмот. Тие деца кои што тогаш се вклучија во таа борба имаа идеја која што беше појака од крвта. Значи, тие гинеа за да реализираат таа идеја ослободување на Македонија, македонска држава. Историчарите посочија дека денес се наоѓаме во апсурдна ситуација. Во време на демократија и европски стандарди, Македонија повторно се соочува со негирање на својот идентитет и историја. Професорката Ачковска смета дека токму единството и колективната одговорност биле и се клучни за зачувување на државата. Македонскиот народ, благодарение на антифашистичката народно-ослободителна борба, прв пат во современата историја ја создаде својата држава Демократска федерална Македонија. Сега, со напуштање на антифашизмот како европски идентитет, нам ни се одрекува правото на самоопределување. Тоа го доживеавме во Обединетите нации, секојдневно го доживуваме во таа борба за промена на историја и идентитет. Особено внимание беше посветено и на искуствата на македонците од егејскиот дел на Македонија, за кој зборуваше професорот доктор Никола Жежов. Јас зборувам за историјата на македонците од егејскиот дел на Македонија, за нивното учество во антифашистичката борба во текот на 1940-45 година. Грција како држава од секогаш се обидувала на македонското прашање да му даде географски карактер. Фактички тоа е верификувано и во дел од членовите на Преспанскиот договор, каде што имате делови, сега парафразирано ви кажувам, кои што ја редефинираат историјата, ја делат македонската историја на два дела. Јас сум еден од тие историчари што редовно го критикувам Преспанскиот договор, затоа што сметам дека тој е погубен, јас би рекол дури и погребален за македонските национални и државни интереси. Така што таму нема ништо да се додава и одзема. Целиот договор е негативен за Република Македонија. Направи промена на уставното име, редефинирање на македонската историја. Така што немам што многу да додадам во однос на тоа, затоа што еве и сега фактички тоа што би го зборувале на оваа научна конференција, односно трибина, дел од излагањата треба да се косат со Преспанскиот мировен договор, затоа што на пример јас зборувам за историјата на македонците од егејскиот дел на Македонија, за нивното учество во антифашистичката борба во текот на 1940-45 година. Денешниот собир традиционално го организираше Социјалистичката партија на Македонија, која веќе деценија наназад создава простор за научна дебата за клучните историски теми за историјата и вистината за Македонија.